Ем без плата, ем под притисок. Персоналот на градската општа болница 8 септември утре излегува на протест. Велат им се поставуваат серија препреки за да не се одржи протестот, а ги обвинувале и дека се воделе од други интереси, а не поради задоцнетата плата. На кој што протест фактички ние ќе го искажеме незадоволството поради неземена плата, која што требаше да биде исплатена на 10 во овој месец, а веќе доцни 10 на дена, вклучувајќи го и утрешниот ден. Банките не прашуваат зошто доцни платата, значи имаме притисоци, треба да се платат кредити, треба да се платат други давачки. А додека тие протестираат, нивните колеги во клиничкиот центар Мајка Тереза ќе чекаат директорката на фондот да си го исполни ветувањето. Плата најдоцна до крајот на работното време во понеделник. Доколку тоа не се случи, и тие одат на протест. Ветивме на директорката на фондот, доколку до понеделник до крајот на работно време не бидеме исплатени, во вторник ќе свикаме седница на извршен одбор и седница на совет и најверојатно ќе донесеме одлука за протест во среда, независно дали во вторник ќе бидат исплатени плати. Оттаму вела дека доцнењето на платите е само еден од серијата предизвици со кои се соочува медицинскиот персонал и оти постои голем револт и мотив да се излезе на континуирани протести за да го искажат незадоволството. Почне во среда, ќе биде и во четврток и во петок, доколку и понатака нема разбирање за состојбата на нашите вработени и дека треба да се исплати плата, сето тоа може да ја влоши состојбата и да доведе до еден општ штрајк, така да нешто што ние не би го посетувале, но доколку работите излезат од контрола, тие протести најверојатно на крајот ќе завршат со штрајк. За сега се чека и на одлука на Сојузот на синдикати. Ке заседаваат утре точно напладне и се очекува и тие да донесат одлука за штрајк, поради како што велат еден куп проблеми во здравството. Премиерот Ковачевски вели дека го разбирал револтот, тврди дека пари имало и оти се работело ситуацијата да биде надмината. Инаку здравствените работници земаат плата од ФЗО, чиј систем неодамна беше пробиен од хакерски напад и направи хаос во македонското здравство. Со предизвици се соочуваат и матичните лекари, но и аптеките кои добија инструкции да применуваат сложени хартиени процедури, кои може да траат и неколку дена. А за тоа време граѓаните да чекаат за лек. И додека се шпекулира што навистина се случило со информатичката инфраструктура на фондот, министерот за финансии Бесими вети дека здравствените работници ќе бидат исплатени од Централниот трезор, за подоцна тој да се порамне од средствата на фондот за здравство.